Кога поминува годината, обично ги правиме резимеата што се случило во неа и кои се очекувањата од годината што доаѓа. Денес е гостин Игор Стефановски Иџе, кој може да се пофали со успешна 2023 во која стана по трет пат европски шампион во ритско-брзински надпревари. Иџе, добре дојде и како ќе ја прокоментираш 2023? Добро ми најдов, Мишко. Навистина ми е драго што сум гостин во твојата емисија. Сезона како што посакува секој спортист, а посебно автомобилистите, да се освои три пати поред европскиот трон, покрај толку големи тимови, покрај толку голема конкуренција, стварно престиж, не само за мене, за мојот тим, воедно и за нашата држава. Навистина сум горд што после речи си толку години, после 2015 последната освоена титула, за жал никој од Македонија не успеа да повтори таков резултат, доаѓа повторно Иџе и освојува европска титула. Иџе, твојата борба во европскиот шампионат може да се окарактеризира како Давид против Голијат. Ти и оваа сезона имаше доста уморен автомобил со кога се надпреваруваше и во ТЦР шампионатот и кој не беше баш најприкладен за ритско-брзински надпревари. Како ти успева сето тоа? Интересна е ситуација дека многумина во светот на автомобилизмот, во трките, беа скептици дека со автомобилот ТЦР шампионатот може да се победува и на ритско-брзинските трки. Се пуштивме со нешто во мојот тим што не знаевме и самите дали ќе функционира. 2022 беше пробна сезона каде што видовме дека има потенцијал за сето тоа и 2023 дефинитивно беше сезона која што направивме одлични резултати, 7 победи, 8 рекорди од 10 трки, така да исклучително голем резултат за овој шампионат. Интересно е што и во 2024 со автомобилот што ќе се настапувам, кој е адаптиран исто за кружните надпревари, ќе биде предизвик да пробаме во овој шампионат. Се надевам дека ќе биде како што треба, така да не очекува една исклучително интересна сезона. А пред да поразговараме малце за твојот нов автомобил, го спомена тимот. Ти имаш еден мал компактен тим за разлика од другите надпреварувачи кои имаат една машинерија позади себе. Токму така. Знаете како е, мал, но тоа се луѓе кои што има доверба во нив пред се, бидејќи видете, за да функционирате во овој спорт мора да имате доверба, бидејќи се работи за брзини, за адаптација на автомобилот, кој што мора да им верувате на тие луѓе. Една мала грешка може да дојде до фатални последици. Така да тимот е долги години со мене, знаат како функционирам, знаат мојот начин и стил на возење и подготовките и адаптацијата на автомобилот го прават во совршенство за мојот стил на возење, така да би кажал во споредба со моите конкуренти мал тим, но многу појак од нив. Кога збориме за конкурентите, тие доаѓаат од западноевропски земји со многу поголеми буџети. Ние сме многу ограничени по прашање на спонзорирањето на мотоспортот, кој е извонредно скап спорт, техничка дисциплина, која бара и многу одржување и многу техничка подготовка на возилото. Како се справуваш со тие проблеми? Тешко е, верувајте, тешко е. Да се најдат спонзори, да се обезбеди буџет за овој шампионат е навистина тешко. Каков е буџетот? Може да достигне и преку 400.000 евра. Во зависност од штетите кои ги имате, доколку ги имате во текот на сезоната. За мојата среќа, оваа сезона немав ни едно излетување, немаше штети по автомобилот. Мада сменивме мотор на автомобилот, кој што кошта доста. Верувајте, овие автомобили се подготвени само за трки, нивното одржување кошта многу пари. Благодарение на моите спонзори кои што се околу мене, кои што се долги години со мене, успеваме да направиме нешто што мислам дека ќе остане во историја не само за автомобилизмот во Македонија, воопшто и за спортот во Македонија. Така да горд сум на сите резултати постигнати и со помал буџет да се победат поголемите и по финансиски моќни тимови. Така е. Кога збориме и за твоите очекувања за следната година. Ти више влезе во историјата не само на автомобилизмот во Македонија, туку и во европски рамки. Но пред тебе доаѓаат нови предизвици. Ти во следната сезона ќе настапуваш со Ферари 488, кој е посебно подготвен за тркачки патеки, но колку е тој автомобил адекватен за ритско-брзински надпревари?
Ќе биде тешко. Прв пат во мојата кариера ќе возам автомобил со заден погон, автомобил со толку моќен автомобил со 700 конски сили и тежината. Некоја пикантерија за оние петролхеци што ви се рекло. Зафатнина, моќност 3900 кубни сантиметри, верувајте, две турбини, V8 мотор, како што кажав, 700 конски сили, погон на задни тркала, стварно возило кое што би сакал секој автомобилист да го има во своите раце. Горд сум што ја добив можноста брендот Ферари да го представам на овој шампионат. Поентата и разговорите со мојот тим и тимот од Италија кој што е задолжен за Ферари брендот беше да направиме нешто да го промовираме овој бренд и во овој шампионат. Така да после сите оние тестови кои што ги направивме, добивме зелено светло да можеме да функционираме заеднички во шампионатот кој следува. Со возењето на Ферари во следната сезона ти влегуваш во една друга надпреварувачка категорија. Кои се твоите конкуренти? Кои се твоите очекувања? Интересно. Сепак треба да се прилагодиш и на автомобилот и тој на тебе. Прв пат, како што рече, на заден погон ќе учествуваш на овие надпревари? Ќе биде тешко. Дефинитивно конкуренција ни се автомобилите како Lamborghini, како Porsche, Bugatti кои се веќе почнаа да возат во шампионатот на брзките трки, претежно во Италија и во некои други земји, но најавата е дека ќе имаме многу повеќе вакви автомобили во европскиот шампионат. Стварно ќе биде интересна борба. Нема да биде лесно воопшто, бидејќи покрај овие автомобили тамо има и во оваа категорија оние така наречени монстер автомобили кои што се подготвени со по 1000 конски сили и погон на 4 тркала, со многу мала килажа и верувајте дека ќе биде стварно престиж да се надпреварувам со тие автомобили. Јас сум спремен, мојот тим е спремен, се надевам дека ќе имаме доста победи и рекорди, но чекор по чекор. Секогаш си скромен во твоите очекувања и изјави, но јас ти посакувам да ти биде подеднакво успешна следната сезона. Се надевам дека ќе најдеш и многу повеќе поддржувачи и спонзори. И македонската јавност е на твојата страна, нели? Па, им благодарам пред се на сите луѓе. Стварно, поддршката е огромна и тоа ми дава некој мотив плюс да го правам што го правам сега. Ви благодарам и на вам, медиумите кои што ме пратите со сите известувања. Се надевам дека 2024 ќе биде сезона каде што јас ќе се потрудам да ја промовирам нашата држава, да ја представам онака како што треба и да се радуваме на што повеќе спортски резултати. Иđe, ние од тебе очекуваме многу, да ни донесеш уште многу радости, кои што ни донесеш секоја сезона, успешна сезона и успешно адаптирање на новиот автомобил, кој е сигурно доста конкурентен во оваа категорија која што ја спомна. Дефинитивно. Последна серија на Ферари, моделот 488 Challenge, ево како што кажавте, мислам дека ќе биде добро и за сите гледачи и за сите присутни и љубители на автоспорта да ги гледаат овие трки. Посакувам во наредната година да ми бидете гости на некоја трка, да видите за што станува збори, ете да видите во живо како функционира сето тоа. А што се однесува до македонскиот автомобилизам и надпреварувачките сезони во Македонија? Што се случува? Некако потешко оди сето тоа, но за жал ете пробуваме нешто да се врати на нашите трки, сакаме да го вратиме водно како трка. Ќе пробам и ќе се заложам наредната година доколку се добие услови да се асфалтира патеката како патека, да го вратиме водно во првично во централна европската зона за да аплицирам и за европскиот шампионат. Мислам дека со сето ова што го постигнав во минатото имам алиби и можност да го направам тоа. Колку може водно да влезе во календарот на ФИА? Имаме еден проблем со водно поради должината на патеката. Обично по ФИА се вози од 5 до 7 километри долга патека, ридска патека. Дали тоа значи дека може два старта да се прават или? Апсолутно влегува можност, има конфигурацијата на водно е идеална за европските трки бидејќи јас сум ги возел сите, но асфалтот и безбедноста на безбедните банкини кои што треба да бидат во 2 или 3 реда недостасува. Се надевам дека ќе најдат за сходно властите кои што раководат со градот. Мислам дека еден таков настан да се донесе во Македонија стварно ќе биде престиж и ќе биде гордост за нашата држава.
Но ете со Автомобилистичката федерација на Македонија заеднички ќе пробаме да вратиме водно онаму каде што доликува и каде што заслужува на тркачките. Јас се надевам дека ќе успееш во твоите напори и во твоите желби да го вратиш водно на оние календари автомобилски, бидејќи во една друга држава водно значеше нешто. апсолутно. Не само во рамките на таа држава. Но судејќи спрема новогодишната елка што имаме, тешко дека ќе добиеме нов асфалт таму. Ќе видиме како ќе биде. Мене ми е навистина ќе ми биде драго доколку водно се врати, бидејќи водно е стазата која што ме втурна во овој свет на брзината и должам едно такво ангажирање да го вратам водно онаму каде што заслужува. Биди ни наш амбасадор, како што и досега си. Ти благодарам многу на учеството во Автомагазин и ти ги посакувам сите успеси во предстојната сезона 2024. Ти благодарам, Мишко. Продолжи со овој тип на емисија, бидејќи стварно мислам дека си единствениот кој што даваш информации во овој дел на автомобилизмот. Ти благодарам многу.